Благодарам на прашањето. Благодарам на можноста да продискутираме за сето она кое што е од интерес за јавноста и особено од интерес за доброто на македонските граѓани. Јас сум секогаш брутално искрен и слободно можем да кажем дека она кое што го начекав како фактичка состојба во рамки на Министерството за внатрешни работи, особено во делот на превземањето на функцијата во рамки на техничката влада, можеме да кажем дека беше со еден збор вака една катастрофа. Катастрофа од многу аспекти, функционалност во работењето на Министерството, состојбите во кои што се наоѓавме како Министерство, хаосот со пасошите да не го истакнувам на јавноста, многу добро познат. Буквално, народски кажано, не се знае кој јаде, кој пие. И кога начекувате на таква круцијална институција, во таква состојба каква што ја начекав јас, навистина, тешко е да дојдете до вистински резултати кои што на крајот на денот треба да резултираат со борба против висока корупција и организиран криминал. Но, за среќа, мислам дека тоа е на очиглед на јавноста и на очиглед на македонските граѓани. Покажавме дека дури и за овој краток временски период, дури и со овие ресурси со кои што располагаме, покажавме дека на крајот на денот можеме да видиме еден одлично сработен предмет, каде што еден врховен судија и еден член на Совет на јавни обвинители повеќе не се дел од еден рекетарски систем кој што институционално си го граделе многу години наназад и со правосилна пресуда, тоа е многу е битно да се потенцира дека со правосилна пресуда повеќе не се дел од институциите и нема да ги рекетираат македонските граѓани во иднина, односно Врховниот судија е осуден на казна затвор од 3 години и ја издржува, а членот на Советот на јавни обвинители повеќе не е дел од таа институција и го трпи јавниот прекор кој што го има и го заслужува. Во изминатиот период, иако краток, мислам дека со спроведување на во една недела имавме 2 доста сеопфатни акции под раководство на обвинителството за организиран криминал и за борба против организиран криминал и висока корупција. И тоа едната беше на територија на Југоисточна Македонија, каде што неколку царинарници на крајот завршија и во притвор, кои што, злоупотребувајќи службената положба и овластување, повторно се богателе незаконски на грбот на македонските граѓани. И таа постапка видовме дека може да се истера во делот на нашите надлежности максимално професионално, максимално целесобразно, да речем, во делот на кој што го сторивме до сега. Ден потоа, или 2 дена потоа, имавме на доста голема сеопфатна акција во југозападниот дел од Македонија, каде што беше сузбијане на криминална група која што доста години харала во тој дел од Македонија и била насочена кон криминал кој што е поврзан со нелегално тргување со дрога, трговија со луѓе, перење пари и така натаму. И каде е разликата од претходно? Од претходно, кога беа спроведувани таков тип на акции, каде што беа осомничени и требаше да бидат превземени одредени процесни действија спрема, да речеме, во конкретна ситуација имаше, мислам дека некаде околу 13 или 14 луѓе за кои што беа превземени мерки согласно закон, односно од страна на судиот претходна постапка сега изречен притвор. Претходно, на јавноста многу добро познато е дека првите 5 души од листата, случајно или не случајно, баш тогаш оделе на одмор, остварувале одредени други права и така натаму, и секогаш првите 4-5 души ги снемуваше од процесната постапка, па нека одговараа тамо, 6, 7, 8, незначајни во рамки на целокупниот процес, а овие кои што се најкруцијалните, ги снемуваше. Тоа сега не се случи. И
да речеме дека Министерството за внатрешни работи треба да биде гордо заради тоа што информација која што ќе доведе на крајот на денот до злоупотреба, односно оние највиновните да избегаат, сега не се случи. И оние кои што се први осомничени во рамки на ранглиста, еве да речеме така, утврдена од страна на обвинителството, се таму кишиме местото. Значи, разликата на тоа како било и како е огромна. Се радувам и драго ми е што една од позитивните работи кои што морам да ги истакнам во рамки на Министерството за внатрешни работи е дека се уште има луѓе кои што си ја сакаат Македонија и луѓе кои што се професионалци и сакаат да работат за интересите на оваа држава. И тоа е она кое што ќе треба да биде и позитивен сигнал и до македонските граѓани, односно со професионална, честна работа, посветена работа, докажавме, дури и за овој краток временски период, а особено во иднина ќе следи јавноста, дека предмети кои што се од висок интерес ќе бидат процесирани соодветно во рамки на законски утврдена постапка и конечно криминалците ќе бидат таму кај шеме местото, а институциите ќе се ослободат од луѓето кои што не им мислат добро на оваа држава и кои што ја злоупотребувале оваа држава за свој личен интерес. Еве за почеток мислам дека е доволно. Благодарам, министре Венера.